Европската Унија е настаната со идеја за економска заедница помеѓу државите кои што ја имаат формирано Европската економска заедница. И подоцна, како резултат на потребата да таа Европска економска заедница, денеска Европска Унија, која што во почетокот имала членки кои што ја формирале, меѓутоа сега дојде на више до ниво на 27 земји членки. Во еден момент, и тоа е во моментот кога Европската комисија ја води Делор, одлучуваат дека мора да се направи еден заеднички пазар кој што може да конкурира на големите економски играчи во светот, а тоа се Америка, Кина и подоцна се веќе станува јасно дека тоа ќе стане и Русија. И во тој момент е формиран тој внатрешен пазар, тој е изграден на 4 постулати, а тоа е слободно движење на стоки, добро, трговија, слободно движење на капитал, слободно движење на услуги и слободно движење на луѓе. И тоа се практично 4 слободи на Европската Унија, земјите кои што се членки на Европската Унија. А предноста на тој внатрешен пазар е што овозможува зголемување на конкуренцијата, бидејќи сега сите работат на еден пазар, тој е број 1, а конкуренцијата ве прави посилен. Потоа обезбедува зголемена специјализација, значи вие работите со компании кои што немате практично никакви пречки да соработувате со нив, да развивате заедно производи, овозможува економија на обем, што значи дека вашите производи со тек на време стануваат поевтини и Ако што си произведувал 500, сега ќе произведуваш 50.000. И овозможува факторите на производство, односно на ресурсите, што е основна економска дефиниција, да бидат распределени таму каде што имаат најголема ефикасност на својата употреба. Значи тоа се постулатите на кои што е направен заедничкиот пазар. И значи 85-та година дадени се 300 мерки кои што се спроведени и така натаму, и на крај 93-та година практично започнува на 1 јануари заедничкиот пазар во Европска Унија.